Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот Дневник на Сител ќе гледате. Дуи ретерира од првичните изјави дека нема да дозволи да се одржат локалните избори доколку Уставниот суд одлучи за албанскиот јазик. Нема да ги бойкотирали изборите, но политичката криза што ќе се создадела ќе го спречи нивното одржување. Бурни реакции на владеачката ВМРО-ДПМН на интервјуто на Пендаровски за Сител. Наместо да ги урива позициите на државата и односите со стратешките партнери, Пендаровски да не ја одмага на Македонија, бараат пратеници и владини функционери. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли. Засиленото присуство влијае врз бројот на несреќи, иако ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Полициските специјалци демонстрираа спасување заложници и справување со ворена ситуација на аеродромот. Протестите во Србија продолжуваат. Премиерот во оставка Милош Вучевиќ гаѓан со јајца на партиски митинг во Бечеј. Има ли владата стратегија за дигитална трансформација? Каде доцниме? Кога ќе оствариме? Како хартиените изводи, потврди и други документи да заминат во историјата? Колку сме имуни на хибридни напади? Како младите информатичари да работат за својата земја, а не за странски компании? Тема на денот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Дуи ретерира од првичната изјава дека нема да дозволи да се одржат локалните избори доколку Уставниот суд одлучи за албанскиот јазик. Блерин Беџети, координаторот на пратеничката група, вели дека немаат намера да ги бойкотираат изборите, но дека политичката криза што ќе се создадела ќе го спречи нивното одржување. Изјавата доаѓа ден по информацијата дека Уставниот суд добил јасна поддршка од САД да одлучува ослободен од притисоци во пресред на подготвителната седница за законот за јазици, закажана за 20 март. Дуи нема намера да ги бойкотира локалните избори, но одлуката на Уставен за законот за јазиците може да предизвика политичка криза во која нема да може да се одржат избори. Уште еден представник од највисокото раководство на Дуи се закани. Секако ќе дојде до политичка криза ако се чепне во законот за јазиците. Ние не сме најавиле никаков бойкот. Ние секогаш сме биле и сме спремни за избори. Изјавата на Беџети е ретерирање од позициите на Ахмети, кој во Липково рече дека нема да дозволат да се постават гласачки кутии на денот на изборите. Променетата реторика на Дуи доаѓа на ден по информацијата дека Уставниот суд добил јасна поддршка од САД да одлучува ослободен од притисоци во пресред на подготвителната седница за законот за јазици закажана за 20 март. Беџети останува на ставот на Дуи дека се потребни предвремени парламентарни избори заедно со локалните по кои би се формирала влада која според него ќе имала легитимитет и кај албанците. Во македонскиот политички блок ваквите закани на Дуи не предизвикаа вознемиреност. И Мицкоски и Филипче му порача на Ахмети дека веќе не е фактор на политичката сцена и дека за враќање на власт ќе биде неопходно внатрепартиско пречистување и реформи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Бурни реакции на владеачките партии на вчерашното интервју на поранешниот шеф на државата Стево Пендаровски за Сител. Подпредседателот на владата Николовски го обвини дека по 10 месеци молк сега се појавува во јавноста само за да го напаѓа премиерот и поддршката од ВМРО-ДПМН за американскиот председател Трамп. Доказ за неконзистентност на Пендаровски додава подпредседателот на Собранието Милошовски. Инаку Пендаровски ја критикуваше блискоста на власта со администрацијата на Трамп, нарекувајќи ги аматери доколку мисла дека Трамп ќе помогне на Македонија во надминување на спорот со Бугарија. Наместо да ги руши позициите на државата и односите со стратешките партнери, Пендаровски да не и одмага на Македонија. Пратеници и функционери на ВМРО-ДПМН со бројни реакции по интервјуто на поранешниот председател за Сител во која критикуваше дипломатијата на актуелната власт. Владеачката партија вели дека ставовите на Пендаровски јасно покажуваат дека СДСМ лажно се представувале како прозападни, а со нетрпение чекале момент да свртат курс. Вице-премиерот Николовски го обвини дека по 10 месеци молк сега се појавува во јавност само за да го напаѓа премиерот и поддршката на ВМРО-ДПМН за американскиот председател Трамп.
Стево Пендаровски, човек кој два пати изгуби председателски избори, вториот пат со историски неголема разлика, после 10 месеци реши да се појави во јавност и да го напаѓа премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН заради поддршката на САД и председателот Трамп. Пендаровски, кој иако вети не се откажа од доживотна пензија на грб на граѓаните, го напаѓа председателот на нашиот стратешки партнер број 1, арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Ваквите позиции се доказ на неконзистентност, смета подпредседателот на парламентот Милошовски. Поранешниот председател Пендаровски, веројатно заради неговата близина со тимот на Сорос, без основа навредува легитимно избран председател на Соединетите Американски држави, што не е работа за коментирање од страна на Македонија. Би било добро, ако не може да помогне, барем да не ја одмага на државата. И затоа мислам дека не беше корисно, особено што доаѓа од страна на политичарот кој што тврдеше 2020 година дека е надвор од памет, тоа беше негов цитат, да се менува уставот по барање на Бугарија, а само година-две потоа подклекна на подписот ставен од челниците на ДУИ. Поранешниот председател Стево Пендаровски во прво интервју за Сител откако изгуби на председателските избори, ја критикуваше блискоста на власта со администрацијата на Трамп, нарекувајќи ги аматери, доколку мислат дека Трамп ќе им помогне Македонија да го надмине спорот со Бугарија. Прилично го имаме јадено на тој пат во наводници. Знаеме, и со промената на името, и со ова блокада која доаѓа врз потполно непринципилни причини од страна на Бугарија, а е практично поддржана солидарно од другите членки на Европската унија. Меѓутоа, што можеме да направиме во момент? Што е известно во Вашингтон? Известно е дека имаме председател кој е, како го нарекува, трансакционен. Колку ќе платиш, толку ќе имаш. Ако не платиш ти, ја не ти давам исто така ништо. Ако е тоа така, нели можеме да видиме што ние можеме да понудиме, го имаме спорот со Бугарија, не можеме да влеземе во Европа, што ние можеме да понудиме кај ваков Трамп, ваков председател, во однос на Бугарија. Пендаровски смета дека Македонија не треба да истрчува со поддршка за САД и не сме биле светска велесила. Според него, секој кој ја води македонската држава мора да знае дека како мала држава на Балканот без ресурси не личело ниту пак било национален интерес да стоиме до Америка. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли. Засиленото присуство влијае врз бројот на несреќи, иако ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Полициските специјалци демонстрираа спасување заложници и справување со ворена ситуација на аеродромот. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли на улиците и патиштата, но и други мерки со оглед дека не се намалува бројот на прекршоци. Директорот на Бирото за јавна безбедност смета дека засиленото присуство на полицијата влијае врз бројот на несреќи, иако, како што вели, ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Последната жртва е 26 годишник од Охрид кој загина вчера во сообраќајка кај населбата Рача. 26 годишник од Охрид е последната жртва на македонските патишта во изминатите 24 часа. Загинал во сообраќајка на патот кон Свети Наум во охридската населба Рача. На 8 март во 13:45 часот во СВР Охрид било пријавено дека се случила сообраќајка помеѓу моторцикл Кавасаки управуван од 26 годишниот ЈЦ и автомобил Мазда управуван од 76 годишниот ДН од Струшко Враништа. Во несреќата на лицеместо починал мотоциклистот, се вели во соопштението на МВР. Во меѓувреме, полицијата секојдневно пишува стотици казни за сообраќајни прекршоци по градските улици. Најчести се возење во алкохолизирана состојба, непропуштање пешаци, управување возило без дозвола, пречекорување на дозволената брзина. Се казнуваат и пешаци. Во Бирото за јавна безбедност сметаат дека засиленото присуство на полицијата влијае врз бројот на несреќи, иако, како што велат, ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Каде што се зајакнати полициските патроли, бројот на сообраќајни незгоди е намален, бројот на прекршоци е намален, бројот на детектирани и потенцијални прекршители е зголемен. Значи полицијата, односно мерките кои што ги применуваме, си дават соодветни ефекти. Меѓутоа, културата сообраќајна мора сите да ја промениме. Ние може да бидеме и на секоја точка, ако некој кој ќе помине сообраќајната патрола, повторно
вози како да ништо нема, навистина е тажно за сите нас. За намалување на бројот на несреќи и сообраќајни прекршоци, полицијата во соработка со локалните власти и јавното предпријатие за државни патишта, вели Јанев, работат на подобрување на хоризонталната и вертикална сигнализација. Во завршна фаза е поставувањето и на камерите од системот Безбеден град, кој се очекува од почетокот на идната година да испраќа казни на домашна адреса. Сетот на законски измени веќе се пуштени во владина процедура, дел се уште се размислуваат и дел се уште се, како да кажам, од функционален аспект се проверува дали сето тоа може да биде, а од технички аспект најголемиот дел е завршен. Како дел од автоматизираниот систем за детекција на сообраќајни прекршоци, во тек е собирање податоци за сопствениците на возила. При регистрација задолжително се бара мобилен телефонски број и електронска пошта, на кои подоцна возачите ќе добиваат известувања за прекршоци регистрирани од камерите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А полициските специјалци демонстрираа спасување заложници и справување со вонредна ситуација на аеродромот. Вистинска заложничка криза на Скопскиот аеродром досега немало, но според првиот човек на Бирото за јавна безбедност, специјалците се подготвени за вакви реални закани доколку се случат. Киднапирање патници, држање заложници, пожар, транспорт на повредено лице со хеликоптер. Надлежните служби денеска ја тестираа подготвеноста на македонските специјалци за справување со вонредни состојби преку симулацијска вежба. Едно вакво сценарио покажува колку ние како систем сме подготвени да ги почитуваме процедурите и да одговориме на вакви реални закани. Високото ниво на обука, брзината на реакција и соработка меѓу службите се клучни за заштита на аеродромската оперативна безбедност. Реално заложничка криза на Скопскиот аеродром досега немало, деците на првиот човек на БЈБ, но сепак тврди дека специјалците се подготвени за вакви реални закани кои може да се случат. Вакво сценарио од поголем обем, барем во годините во кои што имаат институционална меморија, досега не се случило. И тоа за нас дава еден силен импут да продолжиме и понатамо и во иднина да ги детектираме и евентуалните слабости. Сигурно ќе има слабости, нема да биде све на највисоко врвно ниво, меѓутоа поентата е да ги извадиме сите препораки во иднина и да ги анулираме и потенцијалните слабости. Согледувањето од денешната вежба ќе бидат искористени за подобрување на безбедноста на патниците и персоналот на Скопскиот аеродром и зајакнување на соработката меѓу надлежните институции. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Минути за тема на денот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Господине Андоновски, речиси сите владини ресори во последно време слушаме од нив дека зборуваат за дигитализација на услугите, барањата, остварување на правата и слично. Дали вие како министер и Министерството за дигитална трансформација сте вклучени во сите овие процеси? Па дигитализацијата, ова спомнавте, е хоризонтална тема и се наоѓа како обврска на скоро секоја институција и е вградена во националната развојна стратегија на државата и во стратегиите за работа и на останатите институции. Ние се водиме владината програма која што има две многу значајни поглавија за дигитализација. Ако треба да кажеме еден термин кој што нас ни е примарен фокус, а тоа е сите услуги за граѓаните достапни на еден клик. Што значи од
од тој фокус, од тој примарен таргет, потекнуваат сите таргети на кои што работиме како министерство. Подготвуваме и формална национална ИКТ стратегија, која што ќе биде готова пролетва, најдоцна до јуни, која што се базира на 4 клучни елементи, на 4 клучни столба. Првиот е поврзливост или инфраструктура, како да изградиме инфраструктура која што ни е потребна за да го достигнеме нашиот таргет. Вториот елемент е услугите или дигиталната трансформација и на бизнис секторот и на јавните услуги. Третиот елемент се новите технологии, вештачката интелигенција. За прв пат ќе имаме столб во стратегијата кој што ќе зборува за вештачка интелигенција. И четвртиот елемент се дигиталните вештини за граѓаните, за вработените во јавната администрација. Ако добро разбрав, се подготвува стратегија за дигитализација. Естонија уште во 2006 година, например, одлично искуство, тоа го кажувам, имаше целосно дигитализирани услуги. Сега, кога можеме да кажеме дека сите услуги ќе бидат дигитализирани? Имаме рок? Можеме да поставиме рок, но многу пати сме поставувале рок и сме го пробивале. Поентата во моментот Македонија е лидер во регионот по бројот на дигитални на електронски услуги, но за жал се тргнало од погрешна стратегија да се дигитализираат услугите што биле најлесни за дигитализација, а не услугите кои што граѓаните најмногу ги употребуваат. Нашиот фокус сега е да одиме во два правци. Едниот правец е да ги дигитализираме услугите што граѓаните најмногу им се потребни, најмногу ги користат, за да ја поткренеме свесноста дека постојат вакви електронски услуги и секако паралелно со тоа да одиме со оние институции кои што се најподготвени за брза дигитализација на нивните услуги. Еве нешто ново можам да најавам во овој дневник. Одличната соработка со Агенцијата за катастар доведува до тоа да имотниот лист и 5 други услуги, најкористени услуги од катастарот, од оваа недела се достапни на порталот услуги.gov.mk и во сите наши центри за услуги, што значи во Скопје, во општина Аеродром, во Јагуновце, во Куманово, во Охрид и во Битола, граѓаните ќе можат да извадат и во Тетово ќе можат да извадат електронска услуга од катастарот, што значи практично шалтерите на катастар ги прошируваме низ целата држава и во нашите центри за услуги. Извод од катастарски план, промени, предбележувања, така натаму, тие се користените, мислам дека во наредниот период и сите услуги кои што катастарот веќе ги нуди електронски ќе успееме да ги закачиме. Тоа значи дека нема да им треба хард копи или документ. Токму така, со измените. Дека ќе биде тоа со дигитален печат, дигитален жиг, подпис. Тоа е идејата. Со измените на законот за електронски документи од 1 јануари секој документ кој што ќе го испечатите од порталот, што значи дека електронски документ ќе може да го користите исто како традиционалниот документ со синиот печат. Што значи дека овие документи имаат свој електронски печат, електронски подпис, времен жиг, кој што точно утврдува кој го произвел документот, кој го потпишува и во кое време, што значи имаат полна правна валидност и ќе можат да се користат. Уште два типа на услуги ни беа фокус овој период. Регулаторната комисија за енергетика скоро се завршивме со дигитализација, последно ни беа представките и споровите и за правни и за физички лица и тоа е дигитализирано. Да ги заборавиме редовите. Во регулаторна комисија за енергетика веќе сите 90% од услугите, да не речам и сите услуги треба проверам уште еднаш, но се сите дигитализирани, што значи дека граѓаните преку порталот услуги Gov.mk може да се ја завршат работа. Знаете, тоа се еден клик ми звучи како еден шалтер, едношалтерски систем кој што не видовме дека тоа функционира така. Ако ве прашам, една од услугите која ми паѓа во очи, например, е вадењето лични документи. Доколку се појавите на шалтер во МВР за 3 документи, пасош, патна исправа, значи лична карта и возачка дозвола, имате 3 фотографирања, 3 земања на отисок од прстот, 3 барања. Зошто системот не е единствен, а базите на податоци интегрирани? Базите на податоци сите 3 се во МВР. За жал, за ова има зборувано и министерот за внатрешни работи, се работи на еден позастарен систем во рамки на Министерството за внатрешни работи. Но вие сте сега министер, затоа ве прозивам. Кој е тежок за интеграција и прифаќам затоа што многу активно работиме со Министерството за внатрешни работи, одлична е соработката, но работат на еден навистина застарен систем кој што бара надградба и кој што во моментот не дозволува да вие можете да ги искористите со едно сликање да ги покриете сите документи. Нешто за што жалам, например, е што долго време, околу 2 години на порталот беше достапни да закажете онлайн. Значи не мораше да се јавувате на телефон. За жал во оној период на хаос кога се креираше од претходната влада се стопираше можноста да се закажува преку порталот. Се надевам дека во наредниот период ќе успееме во соработка со МВР да го вратиме и тоа. И секако наша цел е, знаете, државите од Европа па и во Средниот Исток започна да вадат документи пасош на сам аеродром. Влегувате во кабина, се фотографирате, го печатат за 1 минута. Ние за жал се уште сме далеку од тоа.
но со фокусот кој што го имаме изминатиот период на целата влада на дигитализацијата, средствата кои што се вложуваат на сите институции и политичката желба, мислам дека ќе ни успее во 4-годишниот мандат да постигнеме сериозни. Ги вадам примерите што се најкарактеристични за граѓаните, нивните потреби таму каде што има многу редици. Слично е со управата за водење матични книги. Кога ќе престанеме да одиме на шалтери да бараме хартиени изводи, освен тие кои што имаат потреба од хартиен извод, кога може да се смета дека ќе има дигитален извод, исто со подпис, печат, жиг кој ќе важи секаде каде што треба, или еве уште по-конкретно или пластично да кажам, кога институциите ќе си ги обезбедуваат по службена должност дигиталните документи и тоа веднаш. Го поставивте клучното прашање, кога институциите сами ќе почнат да ги прибавуваат доказите. На никој не му е потребен, неколку пати сум повторувал, извод од матична книга на родени за дома. Никој од нас не би изведил никогаш извод ако не ни го барала некоја друга институција. Обврска наша како институции е да си ги започнеме, да си ги прибавуваме тие докази, име, презиме, датум на раѓање, адреса на живење по службена должност. За жал тоа не е случај. Двоен е проблемот. Едното е законската регулатива која што бара фотокопија од лична карта, потврда од извод, а вториот е техничкиот. Не сите институции се закачени на платформата за интероперабилност. Работевме многу напорно овие месеци на платформата. Таа сега е многу поевтино да се закачите на нејза како институција. Скоро е да не ви е потребна некоја дополнителна инфраструктура или компјутери, лиценците се навистина многу поевтини од претходно и сега е политичката волја на институциите да започнат да се закачуваат поинтензивно. Тоа гледам дека има определен напредок, но не можам да кажам дека сум 100% задоволен. Што се однесува до изводот, тој е веќе електронски. Можете да го добиете преку порталот услуги.gov.mk. За жал, за него се чека определено време да службениците го подпишат, па да ви го достават. Работиме со директорот да обезбедиме повеќе подпишувачи. Сега во моментот се 20 на територијата на Скопје. Се надам дека ќе дуплираме таа бројка и на тој начин, наместо сегашните 2 дена, колку што треба да се извади еден електронски извод, да забрзаме постапка да таа биде во истиот ден, зашто се подпишува заради верификацијата. Дали ќе инсистирате и тие да бидат електронски, повеќе да нема потреба да има хартиен? Целта ми е не само таму каде што не треба во странство да биде потребата да бидат електронски, туку воопшто нема потреба од извод. Целта треба да биде да секоја институција сама си прибавува извод. За да го постигнеме ова, потребна е таа интероперабилност и потребна е промена на законите и нешто на што активно работиме овој период е првиот извод на новороденче. Граѓаните го добиваат, мајките го добиваат пред излегување од болница, значи во сама болница, и ова мислам дека ќе ни успее да го завршиме до крајот на годината. Отпочнавме еден проект со USAID, го продолжуваме со УНИЦЕФ и со УНХЦР и ќе бидеме меѓу ретките држави, да речеме, мислам дека само Србија во регионот го има, каде што извод го добивате за 24 часа до 48 часа. Сега видовме од истражувањата дека голем број граѓани се уште не искористиле ниту една услуга која можела да добијат на дигитален начин, нели? Зошто е така? Возраста на населението, неверување во дигиталниот систем, страв да искористат картичката за онлайн плаќање, што е проблемот? Па неколку се проблемите. Прво е непознавањето дека постојат тие услуги, дека можете да ги добиете онлайн. Второ, порталот навистина беше тежок за користење и јас неколку пати сум се обидел, не ми успеваше баш лесно да стигнам до потребната услуга. И трето, затоа што и да добиевте електронски документ, ако го испечатите и однесете негде, нема да ви го признаат. На сите овие три работи многу активно работевме, имаме нов изглед на порталот, многу лесен за употреба, сега документите ви ги признаваат и сега веќе влегуваме во фаза на многу по-присутна кампања и на социјалните медиуми, но и на терен ќе излеземе ова пролет и лето, каде што ќе се доближиме до граѓаните и ќе им го доближиме и порталот за услуги, затоа што мислам дека граѓаните препознаваат. Кога ќе видат добра, квалитетна електронска услуга за која што не треба да излегуваат од дома, тие му веруваат на системот, не е дека не му веруваат, ако си ја завршат работата, но предолго време некако стагниравме и се враќавме назад и граѓаните изгубија волја и желба да ги користат овие електронски услуги. Ние пред 10 години, 12 години бевме на 50 места понапред во индексите за дигитализација и за успешност на дигитализација. За жал сега сме под 80-то место од 180 држави. Наш фокус ќе биде во наредните 2 години да ја вратиме Македонија на правите пати. Како ќе го регулирате интернет просторот за да се разликува која страница или разни акаунти на социјалните мрежи, нели, и други места се сериозни места за информирање или тоа им е хоби и забава без сериозна намера за информирање, па дури дезинформирање и пласирање лажни вести? Па ќе се обидеме со законот, измените на законот за медиуми, кои што се сега во владина процедура, во скоро ќе идат во собрание, да го подкрепиме нивото на професионалност на онлайн медиумите, со што медиуми кои што имаат импресум, објавен уредник, најмалку тројца вработени и се регистрираат во регистарот кој што ќе го води АВМУ, ќе можат да го
да го добијат да бидат запишани во тој регистар на онлайн медиум и со тоа ги уживаат сите права и дома и меѓународно на онлайн медиумите како препознаен медиум. Ова е барање и од Европската унија, но и наша желба да поставиме определена граница на тоа кој ги информира граѓаните, на кого може да му се верува, а кои се оние кои што тоа го прават, да речеме, аматерски или пак го прават со зла намера, сакаат да ги злоупотребат граѓаните или да пласираат дезинформации. Во сегашната економска ситуација би рекол, во нема млади, нема интерес, нема работна сила, мислите дека тие портали дека ќе можат да најдат тројца кои што ќе може да ги вработат за средствата за кои што би може да се договорат за да ги исполнат оваа ваша законска обврска? Важно прашање. Мојата задача беше да најдеме начин како да притиснеме кон професионализација на медиумите, но ова го правиме не по секоја цена. И не го правиме заложително за сите медиуми. Сите оние кои што сакаат да продолжат да работат без тројца вработени или не сакаат да се регистрираат во регистрот на АВМО, можат да продолжат да работат, нема да имат никаква пречка за тоа, но сепак медиумите кои што сакаат да се препознаат или да кажат во странство, особено да членуваат во здружение и така натаму, и сакаат да кажат дека се препознаени во државата како онлайн медиуми, треба да им ја дадеме таа можност со ова препознавање. Точно е, определени регионални медиуми, помали онлайн портали, можеби нема можат да стасат бројка од тројца вработени и тоа е препознатливо, но во моментот државата не нуди никакви погодности на оние кои што ќе се регистрираат во регистрот, туку едноставно ги препознава дека тоа се кредибилни професионални онлайн медиуми. Со оглед дека сте министерство кое се занимава со напредна, пожелна за младите технологија за делување и работа, има ли кај нив интерес за работа во министерството или пак странските компании, фриленс принципот на работа е се уште поинтересен за да некако да ги ангажирате и да помогнат и со своето знаење, и со своите вештини, и со својата агилност? Ако ме прашавте пред 3 години, ќе кажав сигурно приватниот сектор. Особено приватниот сектор во Македонија, затоа што добива европски плати, а работа на проекти во странство, а живеат тука во Македонија со компаративно пониски цени споредно со државите од Европа. Но за жал, ИКТ индустријата имаше определен застој во изминатиот период и дополнително влијанието на вештачката интелигенција ги намали можностите за работа на оние кои што првпат влегуваат на пазарот. И ова ќе го тестираме емпириски во наредниот период затоа што ќе имаме огласи за вработување првпат од кога сум министер и ќе видиме колкава е заинтересираноста. Од со објавени плати? Со објавени плати, јавно достапни, јавен повик како за сите останати работни места. До сега искуството ми покажува дека ќе има интерес. Можеби тоа нема да бидат најдобрите електроинженери или телекомуникацијски инженери, но тоа ќе бидат луѓе кои што можеби за прв пат ќе влезат на пазарот на труд, ќе излезат директно од факултет, луѓе кои што можеби повеќе сакаат стабилност, креирање политики, конференции, семинари, дообуки кои што приватниот сектор, да бидеме искрени, не ги нуди толку многу, нуди точно повисока плата, но вие сте затворени, да речеме, во една канцеларија, немате простор голем за напредок. Ние нудиме креирање политики, пишување стратегии, ако сакате соработка со приватниот сектор на различни начини, така што мислам дека ќе постои интерес и ќе провериме во наредниот период. За крај се ближат избори, а со тоа и опасноста од хибридни напади, лажни вести и други активности кои може да повлијаат на изборите. Имаме ли капацитет да се справиме со овие предизвици? Имаме капацитет, ќе работиме на подигнување на свесноста, се надам на блиска соработка со Државната изборна комисија во оваа насока. Очекувам да има хибридни закани, дури можеби некакви напади, но и тоа не треба да ни изненадува, светот е таков, се движи кон таков вид на војување, но подготвена е државата, мислам дека и Државната изборна комисија многу научи од изборите во 2020 година, се прилично внимателни, така што мислам дека со заеднички напор ќе имаме едни кредибилни избори, фери, транспарентни, на кои што можеме сите да им веруваме, а ние ќе се обидеме максимално можно да го заштитиме онлайн просторот со алатките кои што ни стојат на располагање. Првенствено, повторно ќе апелирам затоа што имаше пораки по социјалните мрежи изминатиот период, граѓаните бидат многу внимателни да проверуваат по неколку пати. Ова не се традиционални медиуми, не се телевизија на кој што можете да верувате, не се весник кој што знаеме кој го печати, знаеме кој пишува, тоа се наши квалитетни новинари. Ова е простор во кој што секој може да биде автор. И има злонамерници кои што како потенцијални автори сакаат да ги злоупотребат граѓаните и да им споделат. Добро, дадовте многу информации, па и рокови, еве да видиме дали тие ќе се остварат или ќе бидат едношалтерскиот систем. Повторно ќе дојдеме на дискусија тука, па ќе поцениме. Ви благодарам за учеството во тема на денот. Благодарам многу на поканата. Социјален диалог и колективно договарање на релација работодавачи и работници е есенцијално за коректно утврдување на минималната плата, смета Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. За да се излезе од лавиринтот на минималната плата,
Треба да се воспостави социјален диалог и колективно преговарање помеѓу работодавачите и работниците за секој сектор посебно, а не да се генерализира. Државата во овој поглед не може, а и не треба да помогне, зашто минималниот личен доход треба да се утврди според потребите на работниците, потрошувачката кошничка, но и според капацитетот на економијата, сметаат од Бизнес конфедерацијата на Македонија. Ние сонувавме работниците и работодавачите конечно да почнат сами да се независно да се договараат и да преговараат, и затоа овој болен потек сега на очекувањата дека државата ќе влезе во целата ова, ќе ја наречам, приказна минимална плата, мораме да го издржиме и мораме сами да ги создадеме условите, и затоа протажираме сами да се договараме во однос на минималната плата. И додека работниците и работодавачите да седнат на маса за да се договорат, се уште се регистрираат случаи на дискриминација на работните места или при вработување. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација лани утврдила и постапувала по 10 представки. Отстранети се нееднаквостите во 90% од овој случај. За тие утврдени мислења за кои не постапил дискриминаторот, законот предвидува соодветен поднесок до надлежниот суд. Тоа и е направено минатата година. Само еднаквите граѓани се слободни, додаде Бејзаровски, а за да се актуализира ова прашање, во Штип се одржа национална конференција за родова еднаквост и дискриминација на работното место. За Сител, Трајан Ристовски. Кога светот се фокусира на постигнувањата на жените, но и на предизвиците со кои се соочува. Детектор во соработка со мисијата на ОПСЕ во земјава низ примерот на 5 успешни жени во специјалната емисија Жените ги рушат бариерите, анализираше како е да се биде понежен пол во средина која често не е воопшто нежна. Ако чекаме ние спонтано во општество во кое има силни елементи на парохијалност и патриархалност, треба да чекаме 100 години. Тоа е формула што се покажала успешна, не за да влезете преку трупа, не, туку за да покажете дека можете на уште подобар начин да го правите тоа што мислат дека е само машка работа. Ако продолжи прогресот со оваа стапка, со оваа динамика, ќе бидат потребни 140 години за да се постигне рамнотежа помеѓу застапеноста на мажите и жените во управувачките одбори. Состојбата кај нас во нашиот финансиски сектор може би е малку подобра од тоа што во просек е оваа глобална статистика, меѓутоа се уште не се доволно застапени жените, особено не на раководните позиции. Да го земам за пример банкарскиот сектор, каде што учеството на жените во вкупниот број е високо, 70%. Но, ако се гледа застапеноста во раководните структури, во управните одбори на банките е само 32-3%, при што имаме 5 банки, замислете, каде што нема ниту една жена застапена во управниот одбор. Да се биде жена во спортот е навистина понекогаш предизвикувачки, затоа што тука се сретнувам со коментариот, стереотипот, како може една жена да тренира боречка вештина, зашто не сум одбрала, например, балет или игра орна, но сите тие коментари не ме спречуваат во остварување на сонот, да постигнувам високи резултати. И навистина тука жените во спортот понекога се соочуваат со проблеми како што е помала медиумска посветеност, полоши услови за тренирање за раз. Битно за да се постигне една жена, да си прва, дали предприемач, дали вајка или слично, треба многу труд, личен труд, амбиции, визија, стратегија, пат, бидејќи тоа е единствениот начин. Најголемиот предизвик за мене е токму тука дома. Зошто? Затоа што првично вселенскиот сектор се смета за шега. За разлика од другите земји во Балканот, Македонија мислам дека е најназад во вселенскиот развој. Да речеме, Албанија лансира 2 сателити, Албанија 1 и Албанија 2, Косово гради нова обсерваторија, Црна Гора и Хрватска се спрема да ги лансираат или ги лансираа нивните сателити, кај сите тие развојни действија јас сум некако вклучена. Продолжуваат протестите во Србија. Премиерот во оставка Милош Вучевиќ гаѓан со јајца на партиски митинг во Бечеј. Свето денеска.
Српскиот премиер во оставка Милош Вучевиќ пречекано демонстранти пред да влезе на партиски митинг во Бечеј. На собраните луѓе го испирка и кон него